Добро вечер во емисијата 360 степени на Алсат. Вечерва објавуваме. Дали во Елем се случила кражбата на деценијата во Македонија? Интервју со шефицата на шведската дипломатија Маргот Валстром, една од најискусните европски политичарки. Зошто едва 20% од младите на возраст од 18 до 29 години гласаат на избори? Во пресрет на денот на белиот став, дали сме хумано општество само на хартија? Имаме и саботажа, затоа останете со нас, ќе се вратиме по кратка пауза. Гледате 360 степени. Неколкуте стотици милиони евра потрошени за ангажирање на дворешна механизација за ископ на јаглен и за транспорт во рек Битола се познат факт. Познато е и дека на овие тендери на Елем во изминатите години победуваа едни исти фирми. Јавноста знае и дека едно од обвиненијата што ги покрена СЈО е токму за тендер на Елем, кој компанијата Трансмет го добила со лажна документација дека ја поседува бараната механизација. Вечерва одиме еден чекор напред во расветлувањето на начинот и околностите во кои се потрошени овие огромни суми од државниот буџет. Увидот во документите за само неколку месеци од оваа година покажува драстично намалување на работните часови на надворешната механизација, а со тоа и на парите што се одлеваат кон приватните фирми. Машина за која во мај годинава било пријавено дека работи 20 часа на ден, вклучувајќи ги и викендите, во јули работела по само 14 часа дневно. И се во ова во услови кога внатрешната механизација во рек Битола се чини била свесно запоставувана. Зоран Јовановски. Рек Битола со деценија е синоним за домашното производство на струја. Но последните неколку години комбинатот е синоним и за најтешките тендери во Македонија. Сметката е 212 милиони евра, само во последниве 5 години. Тоа се пари од државниот буџет исплатени на приватни фирми, кои копале јаглен и јаловина или обезбедувале помошна механизација во рударско-енергетскиот комбинат. Дотраената и расипана механизација на рек Битола може да се забележи на повеќе локации низ комбинатот. Но дали можело да се избегне ваквата состојба и ангажирањето дополнителна механизација? Ова е скип. А добро, зашто не функционира сега? Значи некој електрохидравличен вентил за менувач. Не е исправен, тој треба се набави. Се 100 евра нека е преку сила. Значи тој е минорен дел, што може лесно се набави, али кој ќе неки, некој неки. Се случувало по 2-3 месеци да лежи за една гума. Гумата нека е 500-800.000 евра. А 500.000 евра за 2-3 дена ни зема механизација помошна, мислам надворешна фирма. Нико Блажевски овде работи околу 30 години на различни позиции. Последните година и половина е возач. Со време, како се изамортизира, остана во се раскодова едноставно. Ова механизација што е последно купена, скоро и таа е во, како да речем, во критична ситуација или слабо се одржува и така натака. Значи, се сведе, акцент се стави на надворешните фирми. Ангажирани надворешни фирми. И со зголемување на ангажираноста на тие фирми, автоматски останавме без машини ние. Само за ангажирање помошна механизација во рек Битола, од 2012 година се потрошени 46 милиони евра. Парите се исплаќани врз основа на тоа колку часа месечно работеле машините, а колку часа работеле мерел GPS систем, инсталиран на неколку точки на машините. Според документите кои Елем ни ги даде на увид, некои од машините работеле во просек и по речиси 20 часа дневно. Например, оваа машина од една од фирмите во мај годинава имала 602 часа,
што значи 19 часа и 25 минути на ден, вклучувајќи ги и викендите. Оваа машина пак во април годинава работела 557 часа или 18,5 часа на ден. Можно ли е во работен ден, поделен во две смени од по 12 часа, една машина да работела и по 19,5 часа на ден, или по речиси 10 часа на смена? Нико Блажевски вели дека имало такви примери, но дека се реткост. При доаѓање нормално треба да стигне на работно место, да се припреми работничка лишта, заштита и така натака, да се транспортира до машината со специјално возило за транспорт на патници или работници, како сакате. Нормално, кога ќе стигне до машината, треба да ја провери гориво, мазиво, да ја чисти нешто тие работи. Нормално, задолжението, ако е хитно, мора да настапи со работа. Значи, реално зависи. Некојаш може да се случи до 10 сати да оди максимум, што многу ретко е. Ево, од моје искуство тука, барем во помош некај што сме, 6-7 сати некаде плюс-минус е реално и најреално. Во месечните извештаи за машините, за кои во април или мај е прикажано дека работеле безмалку по цели денови, печатливо е дека во следните месеци се регистрирани значително помалку работни часови. За машината за која Рекот отплаќал 19,5 работни часови дневно во мај, во јули, например, биле прикажани, а со тоа исплатени пари за вкупно 435 работни часа, или 14 часа дневно. Во вториот пример пак, од 18,5 часа дневно во април, следните месеци бројот на работни часови опаја, за во август да заврши на 156 или 5 часа дневно. Ова не се само поединечни случаи. Анализата што ја направиле во Елем покажува дека 4 приватни компании, чија механизација била ангажирана во РЕК Битола, во мај за своите услуги наплатиле 760.000 евра. За до август месечната сума да падне за околу 21% на 600.000 евра. Случајно или не, периодот кога паѓаат овие трошоци се совпаѓа со смената на власта во земјава. Но новиот директор на државните електрани на Македонија, Драган Миновски, вели дека падот на трошоците кореспондира и со друг настан. Откако на 16 јуни заврши договорот за GPS уредите поставени на машините во РЕК Битола, има еден тренд на намалување на работните часови, откако контролата на работата на машините е превземена од вработените во РЕК Битола и со нивна контрола и дневни анализи се врши поставувањето, односно контролата на работните часови на машините. Ние испитуваме дали за какви злоупотреби станува збор во моментов. Исто така имаме сознание дека пред неколку години истиот проблем го воочуваат и самите вработени во РЕК Битола, зашто имаат допис до менеджментот тогашен на АДЛМ, меѓутоа на тој допис одговор конкретен немаат добиено. Конкретно, велат од ЕЛЕМ, стручните служби во РЕК Битола во ноември 2015 година барали на машините да има уште еден GPS показател за тоа дали тие работат или не. Причината е што воочиле дека системот може да се измами. Фирмата надлежна за GPS уредите веднаш покажала подготвеност да излезе во пресред и да воведе уште еден параметар за контрола. Побарале само официјален писмен допис од менеджментот, но одговор никогаш не добиле. Неретко се случувало и намерно кршење на GPS уредите за до замената со нов податоците за работните часови да се внесуваат рачно. Сакаме да направиме анализа и за претходниот период на работа на дворешната механизација во РЕК Битола и во РЕК Осломеј и доколку се воочат одредени недостатоци согласно документите кои ќе бидат презентирани, ние ќе ги процесираме. 360 степени побара мислење и од претходниот директор на ЕЛЕМ, Христијан Мицковски од ВМРО ДПМНЕ. Неговиот став интегрално е:
Новото раководство на АД Елем манифестира елементарно непознавање на материјата и на вистина жалам што наместо да се зафати со решавање на реалните проблеми кои се од суштинско значење за компанијата, има за цел, по налог на Зоран Заев, да измислува случаи, клевети и да го контаминира моето име и презиме. Ги охрабрувам да ги искористат сите институционални и законски можности во интерес на вистината. Вакви и слични небулози, измислици и клевети во периодот кој следува од страна на наредбодавачите се очекувани. Мојот мотив е татковината и ќе сторам се, прочем како што и досега го водев мојот живот честно, одговорно и посветено, да го демонтирам овој ужас наречен Зоран Заев и СДС и да ја разденам мојата татковина од помрачувањето кое го донесе Зоран Заев и СДС. За волја на вистината, Мицковски беше директор на Елем не цела година, од септември 2016 до разрешувањето на почетокот на август годинава. Пред него, 4 години со компанијата раководеше Дејан Бошковски, кој во октомври 2012 го наследи Владко Чинговски, кој пак беше директор на Елем цели 6 години, почнувајќи од септември 2006. Дека нешто во најмала рака чудно се случува со трошоците на рек Битола, покажа и еден тендер од летово за ископ на јаглен. На електронската аукција победи фирмата Трансмет на Сеат Кочан, но поважно е што победничката цена беше пониска за 70% споредено со тендерите за истата работа од минатите години. За подсетување, во изминатите 5 години сметката за ископ на јаглен и помошна механизација е 212 милиони евра. 1% помалку или повеќе од оваа вкупна сума изнесува 2,1 милион евра. 20% се 42 милиони евра. Пари на граѓаните. Ова се сознанија засновани на анализа на податоците за само неколку месеци од оваа година. Деталната проверка за сите изминати години треба да ги открие вистинските размери на оваа состојба. Во соседна Србија сличен случај со термоелектраната Колубара беше оценет за кражба на столетието. Појавниот притисок во изминатите години со мрежите за злоупотреби, претходното раководство на Елем објави тендер за купување сопствена механизација, но новата влада ја запре постапката. Неодамна и новиот менаџмент на Елем, сумирајќи го потрошеното во претходниот период, најави купување сопствена механизација. Овде ќе направиме уште една пауза, а по неа ќе гледате. Government is hoping that by the end of 2018, Macedonia will be able to start accession negotiations with the European Union. Is that possible? Well, it all depends on the reform efforts and if things are sort of carried out the way that is set out also in the accession process for the European Union. Зошто едва и 20% од младите на возраст од 18 до 29 години гласаат на избори? Една од причините за тоа може да биде што кај нас се уште политичките партии се го доминираат политичкото во земјата. Следуваат три содржини поврзани една со друга. Кратко интервју со министерката за надворешни работи на Шведска, првична анализа на Балканскиот барометар, историја за исклучително слабата заинтересираност на младите да гласаат на избори. Заеднички содржател за сите е Европската унија и перспективата на Македонија за членување. На ова е фокусиран и краткиот разговор на Владимир Мирчевски со шефицата на шведската дипломатија Маргот Валстром, која во 2 мандати беше и еврокомесарка. Еднаш кога председател на Европската комисија беше Романо Проди и втор пат кога начело на комисијата беше Емануел Баросо. Minister, thank you for this interview. Thank you. First of all, government is hoping that by the end of 2018, Macedonia will be able to start accession negotiations with the European Union. Is that possible? Well, it all depends on the reform efforts and if things are sort of carried out the way that is set out also in the accession process for the European Union. So it depends very much on what happens here. But I think it is important also to keep the issue of
enlargement and the future of the EU relation with Western Balkans to keep it on top of the EU agenda. And I think we just have to look at it, and that's Sweden's position. We have to look at it as a win-win option. You know, if we can see prosperous, peaceful countries that economically and socially develop, that will also benefit the rest of the European Union. And it will ensure also security for us. The name issue, we know very well that this has been standing in the way for progress, also versus EU accession and so on. And I think it is so important what they are trying to do now as neighbors, both, of course, with Greece mainly, but also how the government here reaches out to Bulgaria to try to create another kind of neighborhood. And of course also ultimately finding a way forward on the name issue, because to us it is something that we cannot fully comprehend because we don't have all the historic background or the sort of the sentiments sort of connected to all of this. So it's difficult for us to judge or even say too much about it, but I think the right way is to do exactly what they are trying to do now, to make a contact with and a political dialogue with Greece and see if there is a way forward. If it is a practical one, if it is to agree to disagree on certain things, but try to solve a practical problem at the same time. I applaud that. Why is President of the European Commission Jean-Claude Juncker lately speaking of Serbia and Montenegro in European Union by 2025 without mentioning Macedonia and Albania? I don't know that, why he chose to formulate his speech the way he did, but I think it gave, at the same time, it gave more hope to all the Western Balkan countries, because there was a time when the idea was, or the signal was from the European Union, that there wouldn't be any enlargement or any new member states from this part of the world and this part of Europe in the nearest future. So I think at least there was he managed to give a kind of time frame and new hope to countries in the Western Balkans. Did and to what extent European Commission, whose member you were in 2 terms, played consistently its role in the enlargement process? In Macedonia's case, we witnessed how European Commission and some of the enlargement commissioners kept silent about democratic decline in the country. Mm-hmm. I think we have to stay committed, and we have to stay engaged, and we have to follow the procedures and the process very closely. And I think we have to be there as a really close friend. And as you know, from a close friend you can take the truth as well. You can hear some difficult and inconvenient stories as well, and maybe some good advice. You have to look out not to do that, and keep on track to making sure that the reform efforts are directed towards creating a better situation for the citizens. It is not for the Commission, it is for the citizens of this country. And to keep focus on that throughout the process. We are a number of countries that insist to move it upwards, so that we show that we are, over a longer period of time, engaged and committed to enlargement. Equality between women and men is fundamental aim of Swedish foreign policy. Is foreign policy still a man's world? You came from a debate on gender equality here in Skopje. How do you assess the situation in Macedonia? Only 15 mayor candidates, women, on the forthcoming local elections. I think it has improved lately with a better representation of women in the government and at other levels, but it seems more difficult to get women represented at the local level and at the mayor level. And I don't know enough of exactly how that plays out and why that is. But of course, it has to reach down to
to the mayor's level as well, and maybe there are something in the conditions, I don't know. But I think I can only applaud the fact that there is public announcements and public declarations about doing something about violence against women, to make sure that there are quotas that will be respected, and that there is a political will expressed very clearly, because then you can hold also politicians accountable. Thank you very much. Thank you. По интервјуто со Валстром, направено денеска во Скопје, се селиме во Брисел, каде доцна попладне беше објавен Балканскиот барометар. За ставовите на граѓаните на Македонија за многу прашања, споредени со перцепциите на жителите на другите балкански држави, од Брисел известува Александар Димитриевски. Секој втор граѓанин на Република Македонија смета дека земјата ќе стане членка на Европската Унија во следните 8 години. Половината сметаат дека тоа ќе се случи дури и до 2020 година, а останатата половина смета дека најдоцна тоа ќе се случи до 2025 година. Овој податок е само еден мал дел од огромниот број на прашања и одговори во последниот Балкански барометар. Статистичко истражување кое што ги мери мислењата на граѓаните, но и на бизнисмените во Македонија, Косово, Албанија, Србија, Босна и Херцеговина, Црна Гора и Хрватска. А резултатите покажуваат дека граѓаните од сите балкански земји, со исклучок на Србија, веруваат дека во следните години нивната земја ќе стане членка на Европската Унија. Оптимизмот е уште посилен кај бизнисмените. Највисокиот политички представник од Европската комисија, кој што беше присутен на презентацијата, во овие трендови препозна дека токму чекорите на Европската Унија влијаеле да се зголеми оптимизмот на Балканот. In Brussels, we consider the recent positive developments in the Western Balkans. We consider that the positive developments have provided renewed reasons for optimism for the region's future and its accession perspective, and that chimes very well with the message by President Juncker at his State of the Union address only a few weeks ago. The President sent a very powerful signal to the Western Balkan countries, confirming the EU's unequivocal support for their enlargement perspective. The EU door is open to further accession to all countries of the region once the countries concerned have met the criteria. That's not new, but it needs to be said, and that's exactly what happened. So the EU of the future will have more than 27 member states. Но универзитетските професори од Виена, Владимир Глигоров и Ведран Джихич, не се согласија со ставот дека постапките на Европската Унија наеднаш донеле нов демократски бран на Балканот. Нивната аргументација беше дека зголемувањето на оптимизмот се должи од зависноста на Балканот од Европската Унија, и тоа пред се во економска смисла. If you think of what we got from this 3 years of surveying public and business people in the Balkans, you see a steady improvement, both in satisfaction and even more in expectations, though from a very low level still. But expectations of business people actually were quite high, to my opinion in any case. But that is going to run against this year's reality, which in fact is not good at all. They were expecting a different year than they actually got, especially if you look at the performance of certainly the most important economy in the region, which is Serbia, which is going to have a growth rate hopefully at about 1.5% of GDP this year, and Macedonia, which is paying a very high price for the democratization efforts this year. We see a huge amount of democratic and EU mimicry, pretending, saying, but basically having no fundaments for it. So a huge amount of democratic mimicry. What is then the goal?
is the goal to get the Western Balkans to be, looking at the economic numbers and figures, to be a Balkanese Singapore. So this is not democracy, one-party system control, but then you have a flourishing economic system and competitiveness. Or is this the EU with the new wind in the sails? As if we speak about the future of the EU, and if we look at Juncker's State of the Union, then we have to make some ultimate decisions by the European Union in order to get the situation and the guys in the region to start moving towards that direction. Како што кажав и на почетокот, истражувањето мери и стотици други параметри. Во голем дел граѓаните на Македонија се во просекот со останатите земји во регионот. Но ние издвоимме неколку кои што се специфични. Например, жителите на Македонија покажуваат најмалку локал патриотизам кога се во прашање странски компании и производи на странски компании. Најголема е подготвеноста во супермаркет да се избере производ кој што не е од домашно потекло. Но од друга страна, драматична е разликата, споредено со другите земји, колку граѓаните на Македонија не ги сакаат бегалците ниту во својата земја, ниту пак сакаат нивната земја да им помогне на тие луѓе. На прашањето дали кога владата купува со државни пари, треба исто да ги третира и домашните и странските фирми, во Македонија има најнизок економски локал патриотизам. Дури 39% од испитаниците одговориле дека третманот треба да биде ист, што е значително повеќе од втората најтолерантна држава по ова прашање, Албанија. Македонските граѓани имаат 2,5 пати полиберален став од најпатриотите за прашањето, жителите на Босна и Херцеговина. Заедно со жителите на Албанија, населението во Македонија и најрасположено во супермаркет да избере странска храна или пијалок, кога во понудата има и сличен домашен производ. Во регионот сме и меѓу првите кои мислат дека влезот на странски фирми на домашниот пазар ја подобрува ситуацијата на потрошувачите. Додека граѓаните во Македонија се најотворени во регионот парите да ги трошат кај странски фирми, во исто време се и најголеми противници парите да им се трошат за бегалци. Македонија е единствената земја во регионот каде се малцинство оние граѓани кои сметаат дека државата треба да им овозможи еднаков пристап на бегалците до школство, работа во јавен сектор или домување. Дека државата треба да помага, позитивно се изјасниле само 47%. Втори, најмалку расположени за државна помош се граѓаните на Хрватска, но сепак мнозинство од 60,7% смета дека треба да има државни мерки. Најалтруистички настроени кон бегалците и раселените се жителите на Косово. Дури 86% сметаат дека државата треба да им помага. Резултатите секако се реакција на тезите кои во секоја земја ги пласираат политичките партии, медиумите, невладиниот сектор. Но добар одговор за одбивноста кон бегалците од непознати култури за Македонија нуди и самиот Балкан барометар. На прашањето што е најважно за да напредуваш во животот, анкетата понудила 5 можни одговори. Најчестата опција која ја заокружиле во Македонија со 35% е да ги познаваш вистинските луѓе. Наспроти тоа, само за 22% успехот доаѓа со напорна работа. Младите од Македонија на возраст од 18 до 29 години имаат најпозитивен однос кон Европската Унија и главно таму ја гледаат својата иднина. И тоа го сакаат веднаш и сега. Малку се заинтересирани за учество во домашниот политички процес и заменување на работите овде. Петар Клинчарски анализира зошто едва и секој петти на оваа возраст во земјава гласа на избори. Секој петти гласач во Македонија е млад. Низ бројки, 370.000 луѓе со помалку од 29 години имаат право да влијаат на исходот од изборите. За споредба, со толку гласови се добивале и избори во Македонија. Но вообичаено, само 20% од младите на возраст од 18 до 29 години ќе го искористат правото да гласаат, што е далеку помалку од просекот кај повозрастните. По немен дојм
se duhet ndryshojnë shumë gjana. Në Maqedoni u the që shumë e mirë mund ndryshojë edhe tartmen e njëri ma të qëndosh edhe ma perspektive. Сечи глас вреди, така да сечи гласање може да смени нешто во животот, така да исто има. Vlerë. Vlerë mund të ketë nëse ja japun votën atina që tamam e meriton. Nuk votojnë njerëzit drejt. Po mund edhe politika mos jetë drejt, pra sistemi politikës. Има една страница, се вика јас гласам.мк и кажете баш ова, дека има програми на градоначалниците, дека може да гласаш. Разговорот со овие студенти во Тетово го направивме додека една друга група млади ги убедуваа своите врсници да гласаат. Si mendoni që votimi juaj mund ndryshoj diçka, domethënë në këtë qytet edhe në këtë qytet? Do të ishte mirë që të shkonin në faqen atje edhe të jepni mendimin tuaj, rregull? Faleminderit. Gjao, mund të shpëndoni disa flara, cilat janë për disa informata për ta votuar. Lehtësisht hyni atje dhe të jepni mendimin tuaj. Në rregull? Ke faleminderit. Волонтери од проектот Информирај се, биди активен гласај, со денови водат кампања и на други места. Бидејќи како во Тетово, така и во Скопје, неголемиот број млади не чувствуваат дека правото на глас е и моќ да направат промена. Искрено јас си кажувам дека ќе излезам на гласање само заради тоа да не ми го искористи некој друг моето гласачко право, инаку не знам дали колку би можела да променам нешто со тоа. Требаше да помине многу време за да се слушне гласот на студентите, инаку институциите и државата и општеството како целина воопшто е многу глуво за барањето на студентите, за правата на студентите. Па да, сега глас би променил нешто. Државам се дека не. Не, многу, ама се надевам дека идна да. Според истражувањето на невладината организација Nexus граѓански концепт, апатијата кај младите гласачи извира од нивните проблеми, како невработеноста и незадоволството од образованието и здравството. Така половина немаат интерес за политичките случувања, а повеќе од 80% сакаат да ја напуштат земјата. За Афродита Муслију, токму директното информирање е еден од начините да се разубедат младите, дека нивниот глас прави разлика. Резултатите кои што сакаме да ги постигнеме да го зголемиме бројот на излезот на младите, некаде на околу 15%, но тоа не е нешто најбитно. Само се зголеми бројот на младите да излегуваат да гласат, него на нас ни се потребни и квалитетни гласачи. Што значи тоа? Тоа значи дека пред младите воопшто да излезат да гласаат, треба да бидат информирани. Треба да ги прочитаат програмите на своите кандидати од својата општина. И на тој начин, кога ќе ги прочитаат програмите на своите кандидати, ќе можат да направат разлика и да гласаат за онаа програма која што ќе биде од нивен интерес. Обидите да се мотивираат младите гласачи за овие избори продолжуваат и на најпопуларниот медиум за оваа група луѓе – интернетот. Невладината Nexus изработи страница на која ги има сите програми и на актуелните и на кандидатите за идни градоначалници. Друга веб страница пак помага секој да ја пронајде најдобрата политичка понуда според неговите лични убедувања за, например, урбанизмот, екологијата, па и верата и етничката припадност. Според координаторката на овој проект, Лура Положани, барем за локалните избори младите неретко може да се збунат. Интересното со локалните избори е всушност дека сите партии и тие партии кои можеби во централно ниво испаѓаат како подесно или подцентрално, во овој случај се сите повеќе на левата, значи во левичарска некакво мислење, кога доаѓа до нивните документи, нели? Зашто ние ова методологијата е лимитирана во документите што можеме да ги најдеме и во само кодирањето на партиите кога тоа беше достапно. Што значи тоа е дека ние тука не ја следиме имплементацијата на овие идеи, туку што викаат овие партии во нивните програми. Дека политичките партии лесно може да ги збунат и оние млади што излегуваат на избори, е докажано и со студијата на Институтот за социолошки и политичко-правни студии. Например,
40% од младите имаат и крајно десничарски и крајно левичарски ставови за одредени прашања. Оние што сакаат барем да зборуваат за политика, не сакаат да учествуваат во неформален политички ангажман надвор од партиите, како невладин активизам или волонтирање. Една од причините за тоа може да биде што кај нас се уште политичките партии го доминираат политичкото во земјата, значи главни актери на мобилизација и главни актери за кои што се мисли дека се најмокни, највлијателни во земјата се уште политичките партии. Голем дел од младите во студијата, во други при одговори на други прашања споменуваат и дека нели вработувањата и другите и можностите за напредување не се водат баш по критериуми на заслужност, туку по политичките врски се доста важни. Па затоа гласањето на изборите може би е поттикнато и од некои вакви мотиви. Професорот на Универзитетот на Југоисточна Европа, Вели Креци, сепак не се согласува дека односот на политичките партии кон младите е клучен за нивната абстиненција. Вината тој ја гледа во образованието, кое не стимулира критички однос кон реалноста. Нема средина каде што младите ќе сакаат или ќе бидат вклучени во процесот на формулирање на политика. Политичкиот процес многу е битно самиот индивидуален или индивидуалец или као заедница да бидат вклучени не во донесување на одлуки, него во формулирање на самата политика и само со организирање на ниво на локално или на национално ниво за да организираат и да направат лобирање во однос на тоа да се чуе и гласот на таа популација во однос на проблемите. Најдобар пример во последните години дека гласот на младите е глас на моќ се студентските протести од пред 3 години. Упорноста и масовноста ја победија намерата на власта да им воведе државен испит. Таква се чини и упорноста на младите волонтери кои ги храбрат своите врсници да гласаат. Но ќе им биде потребна и масовност на гласачките кутии, за барем да се обидат иднината која си ја гледаат пред се во Европа, да ја реализираат дома. Нарете уште една пауза, а по неа е историјата за луѓето со оштетен вид. Во пресред на светскиот ден на белиот стап, уште еднаш ги актуализираме проблемите со кои се соочуваат луѓето со оштетен вид во Македонија. И по историјата на Хекура на Кифи ќе остане да виси одговорот на прашањето. Дали сме хумано општество само на хартија? На некои дестинации каде што одам почесто се движам и сам, на некои дестинации барам помош. Тоа зависи од своите потреби што ги имам и зависи од тоа колку сум вложил во себе да ги совладам тие рути. Кристијан Лазарев, студент и витите трет на факултетин филологик на Шкуп. Некој не лир, а и прокуштојат музика за де спортит. Пасите кет përfunduar aktivitetet ditore, Kristiani çdo ditë niset drejt hapësirave të shoqatës së personave të verbër. Me anë të shkopit të bardhë, Kristiani nuk e ka problem të lëviz as në përvendet më të frekuentuara të qytetit. Ги слушаме движењата на колите. Знаеме
кога едните коли ќе ги пуштат кога е зелено, кога е црвено за пешаците. Не е тоа нешто што не може да се надмине. Поголем проблем во движењето ни создаваат не знам, некои работи што ги прават како нели има островца што само се нацртени, а не се обележени, па не може човек да знае каде се наоѓа, дали стои на улицата или не. Некои такви работи се многу по-проблематични. Kiko, me anë të Shkopit të Bardh, pa ndonjë problem, arriti edhe në shoqatën e të verbërve. Овде одражуваме проби редовно, понекогаш тие се внесуваат на некои настани, понекогаш тие се рутински проби, зашто ова здружение се функционира, тоест друштвото во склоп на здружението за слепи се функционира редовно, 12 месеци, со исклучок на летни одмори или така кога правиме паузи, инаку во моментов се спремаме за концерт по повод денот на Белиот стап. Затоа, ете вака сме собрани малку и малку вежбаме. Shpëtim Latifi, i cili për disa vite po punon në projektin për fëmijë me vështirësi në shikim, thotë se arsimimi si dhe zbulimi i hershëm i problemeve janë të një rëndësie shumë të madhe. Kemi 20 oftalmolog të angazhuar në projekt dhe bëhet vizita e të gjitha qerdheve në Maqedoni, ku gjithë fëmijët e moshës 3 deri në 6 vjeçare kontrollohen nga oftalmolog me aparaturën më moderne, cilën deri tani nuk e ka pas Maqedonia. Me këtë projekt e kemi ble, bëhet skanimi i syve të gjithë fëmijët me ata që deri tani, nga viti 2014, kur ka filluar projekti, është bë kontrollimi i 13.900 fëmijëve, dhe deri në vitin 2020 do të bëhet kontrollimi i diku rreth 30.000 fëmijëve. Okej, çupi atë. Shkollët e vendi Omerit mbrapa, Omer hajde këtu. Në kuadër të projektit, në qytetin e Shtipit, u organizua një happening ku fëmijë të shumt, përfshi edhe ata me pengesa në të pamurit, u bën bashk për të argëtuar me lojra të ndryshme tradicionale. Се покажа дека во одредени игри, во одредени сегменти, тие се исти. И тука нема разлика. И тоа е за нас и за самиот проект огромен напредок. Преку тие традиционални игри, потоа го вклучиме пливањето, каде што сакаме да го задржиме и здравствениот, ако сакате, аспект на сите. Beira Selifoska, studente vitit të tretë në Fakultetin për Edukim dhe Rehabilitim, pranë Institutit të Defektologjisë, që kur ka qenë e vogël, dëshira e saj më e madhe ka qenë që të mësonte notin. На почетокот навистина беше напорно, затоа што знаете како ние лицата со посебни потреби прво треба да стекнеме доверба кон човекот што со нас работи, а потоа се иде како што треба. Значи ја среќа имав добри инструктори, добар ментор. Дел од овие лица приметивме дека се атлети. Само им треба правилен развој. Правилна да ми најдеме патеката по која тие би требало да се движат. Shtigjet në të cilat duhet të lëvizin personat me pengesa në të pamurit u ndërtuan para disa viteve. Në fillim ishin nga materiali plastikës. Mirë po për shkak të cilësisë jo të mirë, Ministria e Punës dhe Politikës Sociale i ka zëvendësuar me të betonit. Nga ky institucion, thonë se vendosja e këtyre shtigjeve ka për qëllim që të rrisë ndërgjegjësimin e komunave. Se qëllimi pjesërisht u arrit,
dëshmon fakti se kësi lloj shtigje ka vetëm në disa lokacione. Madje, një pjesë e qytetarëve nuk kanë fare një uri se për çfarë shërbejnë këto shtigje. Дали знаете зашто служат овие патекиве тука доле? Појма не. За пешачки оден требни. Па за точкој. За овие што се лица со остетен вид. Тие се за слети луѓе. Со стапчето кој е на пепува и има ориентација. Drita e vetme në sytë e Kristianit dhe Beiras janë shtigjet e rregulluara dhe hapësirat e posaçme për lëvizjen e lirë të tyre dhe shumë personave të tjerë të verbër. Secili në jetë lufton për të realizuar ëndrat. Kristiani dhe Beira janë shembulli më i mirë për autoritetet dhe shoqërinë, se nëse ke vullnetin dhe guximin e mjaftueshëm, rrezet e diellit ngrojnë sytë e çdo njërit. Dobro je što почна да се интересираат медиумите за нас. Ви благодарам, вие сте едни меѓу првите. Луѓето се одлични во Македонија, барем јас до сега не сум имал никакви проблеми. Многу се хумани, многу сакаат да помогнат. Недоволно се едуцирани, тоа за жал се недостатоци на системот, можеби на образованието. Знам дека е тешко не само за лицата со попреченост, за било кој е тешко да живееш во Македонија воопшто, ама од една страна треба да бидеш и позитивен, треба да си и оптимист, па и на крај крајот не е крај на светот ако имаш некоја попреченост, значи треба да се трудиш, треба да си стекнеш пријатели, за да можеш и понатаму да успееш. Стигнавме и до редовната саботажа. Да видиме. Тајниот план на опозицијата за брзо враќање на власт е обелоданет. Новата ера била само алтернативно скриено име за платформата. Вистинската е продукт на функционалниот план, тој што веќе има дадено резултати, е познат во светски рамки како кратовската перестројка. Се очекува само да биде адаптиран на ниво на држава. Индустријска револуција која не ја познава ниту нашите граѓани, ниту нашите луѓе, а ја спроведува во Кратово и го издигнав Кратово на висок пиедестал. Ако тоа можеше да го направиме тоа време, зошто сега не го правиме? Еве, Груевски најавува нова ера. Таа нова ера, господинот Груевски може да ја остварува кроз таа индустријска револуција. Како гаранција за успехот на овој потфат, освен личниот пример на империјалниот социјалист, може да послужи ангажманот на партнери од некои од познатите архипелази. Сепак, експертите предупредуваат дека таа напоредност може да предизвика конфузија бидејќи тлото станало резистентно на ваквата комбинација. Доведување на таков материјал од далечни екзотични земји подразбира и други опасности. Подразбира донесување на потенцијални патогени или пак штетни инсекции. Иако детектирани и имунизирани, трагите од тие мушички имаат оставено сериозни последици не само врз политиката, туку и генерално, врз природата и врз општеството. Па нивните ареслови се провлекуваат, имаат рефлексија и врз актуелните случувања. Сакам да прашам некако прашања, јас сум новиден од ваша политико. Само сакам да прашам некако прашање, зашто... И не може крај, готово, што снимаш? Добро, Што снимаш? Дали ти може? Ти политико, ти тоа гомно што на другите глави. Марш пичко мати. Оваквата комуникација не треба да се отчитува вулгарност, бидејќи во неја е содржана искрена намера да се остварат антиимиграциските програмски определби на речиси сите партии. Децата да не бегаат од дома, туку да се вратат таму од каде што излегле на овој свет.
така и со заложбите за зачувување на чистотата на македонскиот јазик, на кој, како што правилно се забележува, неадекватно се употребува поради користењето падежи во кумановскиот дијалект. Каде му е на министерот грешката? Министерот не си ја знае својата должност како министер, првенствено. Јас го познавам добро како пратеник од собрание, колега ми беше. Не ги знае членовите, првенствено. Член тој, член овој вика. Тоа проверите, ќе видите дека не е уредо. Реално, не станува збор за граматички проблем, туку за обид за институционализирање на одговорности, и тоа само заради фактот што еден од активните партиципиенти, без однапред да се пресмета, влегол во размена на удари во која за негова несреќа, во машкото фајтерство, го извлекол по дебелиот крај. Оттаму, по жалопојките кои се разбирливи, несомнен е впечатокот дека сликата за стариот и традиционален свет сепак се менува. Сега не знам како да го кажам тоа, али мате за чудење, ама и фасцинатно е за почитари тоа што девојките више не се девојки, ори се девојки, ама се јачеат од секој поглед, како психички, така физички. И на крајот, кога часовникот за некого неумоливо отчукува. Почитувани, има настани кои се едноставно неминовни. Да речеме, беше само прашање на време кога ќе биде 9 часот и 23 минути. Тоа воедно значи дека немаме повеќе време за овие вести од светот. Се е прашање на време, особено ако за некого тоа е веќе истечено. И саботажата и сите други содржини се достапни на нашата веб страница 360stepeni.mk, како и на Facebook и на Twitter. Ви благодарам што бевте со нас. Ке се видиме в петок од 22:30. Пријатно.